Точно на оваа тема во следните минути ќе имате можност да знаете, да слушнете нешто повеќе, можеби и нешто ново за некој, бидејќи колешката Мирјана Крстовска веќе ја имаме на третото линковско вклучување. Денешниот празник, секако Преображение Христово, се празнува на секаде, па ми повели со твојот соговорник да дознаеме некои новини, како што споменав, за некој можеби ново, за некој можеби ќе биде и повторување на некој од адетите и секако на обичаите. Нека е повторување, Маријан, чисто да ги подсетиме нашите гледачи доколку знаат како добрата внимание на овој христијански празник на Светото Преображение Христово. Оние кои што не знаат за каков празник се работи, кои се адетите, верувањата и обичаите поврзани за овој ден, ќе дознаат во разговорот во продолжение со мојот соговорник господин Марко Китевски. Добро утро и добре дојдовте во СК Македонија. Добро утро, добро најдов. Долги години посветувате внимание на едноставно изучување, проучување на нашите македонски традиции и обичаи. И сега денеска го прославуваме празникот Светото Преображение Христово. Па би сакала да ве запрашам кој е значењето на овој празник, а веднаш потоа да ми објасните која е символиката на иконата која што го представува Преображението Христово. Добро, вака треба да се каже дека Преображение Господово е еден од најголемите празници, спаѓа во групата на 12 големи христијански празници, Господов празник. Се празнува на денешен ден, ќе кажеме зошто и тоа. Празникот содржи и црковна и народна димензија, бидејќи покрај тоа што има црковни елементи, што е христијански празник, што е опишан во Библијата и така натаму, народот има свое гледање на празникот и дури и своји имиња, преображение, пображање, различни имиња зависно од дијалектот, но сепак се празнува како еден од големите празници на територијата на цела Македонија. Значи треба да се каже, кога спомнавме Библијата, овој настан од преобразувањето на Господ Христос е опишан во 3 од 4 евангелија, значи во евангелијата на Марко, Лука и Матеј. Самиот збор преображение значи преобразување, менување на формата. Се зошто Исус ја менувал формата, тоа треба да го објасниме. Во деновите пред да настане страдањата и распетието и така натаму и воскресението на Исус, Исус сакал да им каже на своите апостоли дека тоа ќе се случи, бидејќи тие не можеле да поверуваат дека Синот Божи може толку да страда. За да не се исплашат и за да не се откажат од учењето, тој тројца од нив повел на планината Тавор и тамо се случил тој настан. Значи се вели зошто пак тројца само. Јован, Јаков и Петар. Јован, Јаков и Петар. Зошто тоа? Зошто не сите? Ако ги поведел сите, тука бил и Јуда, предавникот, што не бил достоен да го види тој чин, а ако го изоставил само него, па тој ќе имал оправдание после за предавството. Затоа ги зел овие тројца, отешол на ридот Тавор, таму се случило најпрвен овие апостолите од замор заспале, тогаш Исус се преобразил. Значи, од него почнало да светли силна светлина, тогаш се појавиле двајцата старозаветни пророци Мојсе и Илија и со Исус разговарале за тоа што ќе се случи наскоро, што ќе се случи во деновите која ќе биде мачен, распнат и така натаму и која ќе воскресне. Во тоа време се разбудиле апостолите, го виделе тој чин и Петар му рекол: Господе, да направиме овде е многу убаво, да направиме 3 сеници за тебе, за Илија и за Мојсей и тука да живееме, но Исус рекол: оставете тоа. Во тоа време
облак ги покрил, тоа е Светиот Дух, ги покрил апостолите, старозаветните пророци исчезнале, останале само Исус со неговите апостоли. Сега зошто тука се појавиле старозаветните пророци, зошто Илија? Имало зборување во тоа време дека Исус всушност е Илија, старозаветниот пророк кој живеел 9 века пред Исус, дека всушност е тој, за да се покаже дека не е тој, Исус го повикал него. Многумина верувале дека Исус е или Свети Илија или Свети Еремија, од тие најпознатите старозаветни пророци. На иконава, еве и тоа да видиме, снимателот нека насочи камерата тука. Значи се гледа Ридот Тавор, се гледа Исус во бела облека, кај што свети светлина од него, се гледа Свети Мојсей со таблицата со законите, како еден представник на законите во Стариот Завет, се гледа Свети Илија и долу се тројцата апостоли кои што рацете паднати, значи, од силната светлина и рацете ги држат така пренив за да се заштитат од светлината. Тоа е она што го пренесува иконата, верно на она што е запишано и во Библијата. Се уште тоа да кажеме дека кога тоа се случило, кога облакот ги покрил, се слушнал глас на Отецот кој рекол: овај е мојот возлюбен син, во кого е мојата волја. Не го слушајте го. Со тоа уште еднаш се потврдило, како на водици, се потврдило сведоштвото дека Исус навистина е Божиот син. Господине Марко, има бројни народни верувања кои што се проткајуваат од година во година и се пренесуваат во однос на тоа дека на овој ден на преображение буквално и целата природа, гората, дрвијата, водата, дури и човекот се преобразува. Но исто така се споменува дека токму на овој ден првпат се бере грозје и првпат се јаде грозје, дури и тој плод се носи во црквите за да се освети како, не би рекла нафора, меѓутоа како храна. Значи вака, уште нешто да кажеме за оваа црковна димензија, тоа е дека настанот се случил 40 дена пред воскресението Христово. Ако сега се празнува тогаш, треба да се празнува пред Великден. А пред Великден е постот кога црквата не дозволува торжествено или би рекле свечено прославување, затоа е поместено на овој датум, но не случајно баш на овој датум, бидејќи овој датум е 40 дена пред Крстов ден, големиот исто така христијански празник, која се празнува честа на Светиот крст на кој бил распнат Исус. Сега за ова народна димензија за која зборувате вие, тоа е точно дека на овој ден народот веќе согледал дека се преобразува и природата. Листовите почнуваат да жолтеат, плодовите есенски веќе се тука, станува се постудено, се вели во записите на нашите етнолози, етнографи, фолклористи и така натаму, дека на денешен ден за последен пат се бањале во реките и потоа и боси не оделе, бидејќи земјата е студена. Има повеќе преданија запишани од нашите собирачи од 19 век и од 20 век. Имаме од Цепенков, Шапкарев, од Спространов, од Димитар Матов, од Стефан Тановиќ и од други запишувачи. Главно во тие се зборува за пеењето или осветувањето на плодовите. Тоа е еден чин на благодарност на човекот кон Бога за дадените плодови. Таму каде што немало грозје, да речеме, се светеле, јаболка, сливи и други плодови, но важно е тоа да се направи. Дури се сметало за голем греф да се јади пред преображение, додека не се освети плодот и додека не се даде на комшиите за здравие. Значи имаме записи кај Цепенков, каде што вели на преображение се осветуваат плодовите и пред тоа е гревото да се јадат и така натаму. Потоа кај Шапкарев па имаме повеќе преданија што му ги раскажувала баба му за
Едно е за отворањето на небото и желбите што луѓето ги искажувале. Значи на полноќ се верува дека се отвара небото и сите што будни ќе го дочекаат тој час, но само праведните може да искажат желба и Господ ќе им ја исполни. Тогаш се кажува едно предание, една приказна што за некој што погрешил, кога од прозорот ја подал главата, да наместо да рече дај ми осмак пари, тој рекол дај ми осмак глава и главата му пораснала, па не можел да ја внесе дома. Па така ги кршеле прозорите. Има едно друго предание, се верува дека на полноќ дрвата се поклонуваат и ја бакнуваат земјата. И има предание за некој што го врзал телето за дрвото, а кога дрвото се исправило, утрото го нашол на врвот обесено. Значи, има поголем број преданија. Во Велешко, да речеме, според записите на Димитар Матов, се верувало дека на полноќ се отвара Божјата врата и дека тие будни што ќе го дочекаат и праведни ќе им се исполнат желбите. Дури мајките ги лажеле децата да не спијат, до полноќ им кажувале приказни овие што ги споменуваме, за да го видат тој чин и да им се остварат желбите. Значи, има повеќе поголем број народни преданија кои што се поврзани со овој ден и со верувањето, иако народот секако на овој ден оди во црквата, ги осветува плодовите, потоа ги раздава и така натаму. Се оди и навечер во црквата и наутро, дури во Гевгелиско вечерта ги подготвувале кошниците, ги миеле, ги праеле, оделе во црквата само со погача и вечерта, но утрото ги носеле плодовите во кошница за да ги отпее попут и потоа да можат да раздаваат за здравие, но и да го направат тој чин. Господине Кидевски, би сакала да ве запрашам во однос на чествувањето на денешниот ден, односно почита која што верниците ја изразуваат на Преображение Христово. Како било порано, како е денес? Дали веќе се изгубил оној дел на начинот на кој што се почитувале детите, обичаите да се оди во црква, на вечерна литургија, на утренска литургија? Ние утринава имавме пример каде што ни идовме на заклучена врата од црковен храм на Светото Преображение Христово, токму на Скопски Теферич, односно во населбата Припор. Како е низ Македонија по Божјите храмови кога станува збор за овој голем навистина христијански празник? Видете, тоа е личен чин, секој поединечно има однос кон црквата, кон верата, секој сам одлучува дали ќе оди, меѓутоа јас не можам да сватам дека празник денеска, на денешен ден, црква што го носи името Свето Преображение да не е отворена. Сега се нови времења, особено па ова сега со пандемија направи некоја вонредна состојба, меѓутоа верата е вера и он никогаш не треба да се откажеме. Господине Кидевски, навистина ви благодарам за овој утренски разговор, што одвоите време да ни го представите значењето пред се на Светото Преображение Господово и значењето на иконата, на фреската посветена токму на овој ден. Ви благодарам и јас, нека е за многу години празникот. Нека е за многу години празникот и јас би го честитала на сите православни христијани, сите верници кои што утринава ќе запалат свеќа и ќе го одбележат денешниот ден во било кој да е христијански храм, молејќи се нормално за здравје, за среќа, за мир и за спокој, благосостојба за нив и за нивните најблиски, односно нивното семејство. Благодариме, Мими, многу убаво вклучување. Господинот Марко навистина ни кажа многу убави работи поврзани со денешниот ден, со денешниот празник. Од нас ќе го поздрави, што разбира, и очекувам да биде и наш соговорник понатаму за многу вакви убави работи кои што се означени за македонскиот народ и традиција. Ние продолжуваме понатаму след